civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Реалноста е сепак дека се уште помеѓу мојата генерација, но и помеѓу помладите, постои еден национал шовинистички амбиент кој од време на време доаѓа до израз. И не гледам зошто токму тие разлики во однос на етничката или верската и национална припадност и мноштвото на култури кои виреат во нашето општество треба да бидат проклетство кога може на нив да се гледа како на екзотика. Една потреба, еден порив да се истражува во нов, неоткриен свет кој само ќе придонесе за живописноста на животот кој тука го делиме сите меѓусебно. Токму музиката, например, или филозофијата и на крајот и спортот е еден најдобар пример и најсилното оружје во борбата за почитување на тие различности, затоа што токму, например, во музичките дела или делата на филозофијата се содржани сите мудрости на светот каде што не постои воопшто простор за правење на никакви граници, а не особено граници кои се темелат на верата или на етничката припадност. Република Северна Македонија историски и суштински секогаш била мултикултурно општество и тоа според мене представува сериозно богатство и сериозен потенцијал за развој на нашата и држава и нашето општество. За жал, од таа приказна дека различностите и мултикултурализмот е богатство некако стана една обична фраза. Тоа би требало многу повеќе да го почитуваме во пракса, почнувајќи од секојдневието, понатаму дури до однесувањето на институциите. Сметам дека има доста поголем простор и доста поголем потенцијал сите видови на различности да станат да се стават во функција на развој на едно подобро и попросперитетно општество за секој граѓанин. Она што треба да го направиме е да не ги учиме нашите деца дека сите се исти. Напротив, треба да ги учиме дека сите се различни, се раѓаат различни, но имаат исти права. Тоа е она што треба да ги учиме, дека секој е различен, но има исти права. Пример може да дадеме исто така дека една е раката, иста, но има различни 5 прста. Така и со луѓето, така и со општеството, сите сме различни, но мора да се почитуваме. Различностите во оваа земја може да бидат само богатство, а никако проклетство. Да се има различности во повеќе погледи на територијата на една земја, историски, во сегашноста и во иднината може да представува само богатство, да се биде дел од вакви иницијативи кои ја поддржуваат и ја промовираат различноста. За мене секогаш представувале потик и можност да се кажат убави зборови и да се испрати една порака дека заедно, сите кои што поседуваме некаква различност, можеме да ја направиме оваа земја да биде уште побаво место за живење. Ние, младите луѓе, треба да бидеме носители на промените во оваа земја и дека ние треба да ја направиме разликата, токму почитувајќи ги различностите. Комуницирам со голем број на мои пријатели, особено од областа на музиката, албанци, турци, бошњаци, со кои редовно и музицираме на домашната сцена, но и надворот од неа. И навистина тие разлики во воспитувањето, во негувањето на некои лични вредности ни помагаат да нашето ново дело, музиката која ја создаваме во тој момент биде навистина поживописно и на полесен начин да го приближиме до публиката. Значи, ние можеби зборуваме на различни јазици и негуваме различни вредности, но во моментот кога создаваме уметност, тоа е нашата најголема придобивка, токму тие разлики. Пораките кои ќе се испратат особено до помладите генерации, веројатно еднаш за секогаш ќе ги отворат очите и на повозрасните дека ова општество заслужува вистински вредности, конечно да пркнеме надвор од тие ровови и конечно да се упатиме кон Европа, затоа што сметам дека да се направи разлика и да се почитуваат различностите е единствениот модус овие нови деца, овие млади генерации да создадат едно поквалитетно општество со кое ќе се гордеат и нивните родители, но и нивните деца.
Направете разлика. Почитувајте ги различностите.